Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана председателка на Комисијата за финансирање и буџет. Најпрво по овој амандман сакам да се заблагодарам што по трет пат вака како општина не спомнавте вие од СДСМ. Првиот пат го направивте тоа во програмата за градоначалничките избори, односно за локалните избори, во вашата програма на кандидатот кој што го имавте вие во 2017 година, под наслов Живот во Македонски Брод за сите, а вториот пат истиот овој предлог го имавте во 2021 година под наслов Недоброто за Македонски Брод. Значи, вие, кратко кажано, имавте 7 години централна власт, вашиот градоначалник од 2017 до 2021 беше градоначалник на нашата општина Македонски Брод и овој предлог кој што вие сега го дадовте како амандман, тој не го оствари. Значи, тој го имаше во неговата програма. Најпрво, изградба на модерен кеј на река Треска. Жителите на Македонски Брод пред неколку години добија кеј на кој ретко се движат луѓе, повеќе личи на пешачка патека по која никој не се движи отколку на модерен кеј. Пешачката патека, која во должина од околу 400 метри, не е посетувано место од граѓаните на Македонски Брод како место за рекреација. Од тука произлегува и потребата постоечкиот кеј да се модернизира и преуреди од двете страни на реката и конечно градот да добие современ кеј кој ќе им служи на едните генерации. Кејот ќе значи модерно решение за коритото на река Треска во централното градско подрачје од двете страни. Ова во 2017, во 2021, бидејќи во тие 4 години градоначалникот тоа што го напишал во неговата програма не го оствари, истиот овој предлог го повторно го става во програма под наслов Уредување на централно градско подрачје, регулација и изградба на кеј на реката Треска. Општина Македонски Брод има изработено проект за изградба на кеј на реката Треска и проектот се состои од регулација на самата река, како и заштита на околните кујки со доизградба и реконструкција на заштитен зид што ќе ги заштити од поплави околните кујки. Јас имам 32 години и во овие 32 години реката никош не се излила за да направи поплава и реката каде што се наоѓа околу неа нема кујки. Значи едната единствена поплава за која што паметат моите роднини, семејство, пријатели била во 80-тите години со тоа што значи реката била излејана точно над мостот. Значи тоа поплава прво не е точно. Затоа, значи, ве замолувам, доколку навистина се грижевте за Македонски Брод, како што сега напоменавте, кога оставивте ова во програмата, овој амандман што сега го барате, вие имавте 7 години, од кои 4 години имавте ваш градоначалник во нашата општина и сето тоа вие можевте да го направите, но не го направивте. И уште сакам да кажам дека за овој проект, значи за кеј на реката Треска во Македонски Брод, имаме изработено проектна документација со која што градоначалник на општината ќе аплицира во вториот дел каде што има финансии кои што се доделуваат на општините и исто ќе биде завршено. Ви благодарам.